треба да купуваат од Лазица па натаму. Сите така почнавме. И дома и во фабриката. Матичарот ќе им ги прочита правата, должностите се подразбираат. Пусти права. Кој ги изгубил, па ние да ги најдеме. Еден член на работничкиот совет не би требало така да воздишува. Ме избра по некој клуч да имало повеќе работници. А при тоа заборавиле дека имаш 30 година стаж и дека 3 пати си била ударник. Немој се. Ајде, среќна нека ви е. Ајде, баше, среќна. Ајде, па за Машко да доаѓаме. Слушај, абе, убаво женче за нови баше, знаеш ли? Убаво. Брак без сметка. Чиста љубов. Главата во облаци, а стомакот празен. Бе, не одат од црква, и двајцата се комунисти. Но состаноците секогаш седат во првиот ред, за да не пропуштат нешто. Денејатиот состанок 6 пати баше се јави за збор. Слушај, тој убаво си праша на состанокот. Кој го спречува применувањето на правилникот? Никој не му одговори, така? Некој канцелариски глушец како него. Едно мисли, друго говори, трето прави. Слушај, ајде биди конкретен. Нека ти текне. Да се облече како човек. Ово е свеченик. Тие свеченост ја почнали уште одамна на некој креветче со дувната свеќа. Ако почека уште малку и новороденчето ќе им дојдеше на свадба. Тоа е нивна приватна работа. Приватна, ма детето ќе го дадат во државни јасли. Породилно боледување, место во градинката, детски додаток. Што не се ожениш и тебе ти следуваат истите привилегии. Што чекаш? Чекај, прво да се збогатам, а не како Блаже, голтар. Море сите си страдаме од устата. А ти го браниш, а? А двајцата се опнавте во на главна на комисија, а? Абе, за вас двајцата немам забелешка. Ама оној Џокови е како трмбе. Абе, вечно опозиција. И Јовко е со нас, а петиот член е една жена од Шивална. Па докаде ста се? Го расплеткавте ли јазолот? Го расплетка. Само држат состаноци и пијат кафиња. Се во свое време. Ајде да одиме, треба да си честит. А ти гледај да не тропнеш нешто непристојно. Абе, не бери гајле, мастер Најден. Само ќе бакнам невестата онака филмски да почувствува што е маж, а не оној келеш. Приклучувањето на бракот, брачните другари можат, согласно со законот за личното име, да се спогодат, да го зема за презимето на едниот или другиот брачен другар, или да го даде за секој своето презиме, или секој на своето презиме да му го додаде презимето на другиот брачен другар, или едниот брачен другар да го земе презимето на другиот брачен другар, нема што да се прислушкува. да му го додаде своето презиме. Член 26. Кутриот му забранија да ја вклучува сирената. Наместо награда си заработи опомена. И осамени. Другарчето Кирче му го спустија подсинка да пее како понаринка. Боре како чавка. Вардете се вие од мене. Последниот најсладко се смее. А кој види дека ти ќе бидеш последен? Што? А посебно за издржување и воспитување на децата. Член 28. Брачниот другар кој нема средства за живот, а е неспособен за работа или е без работа, без своја вина, има право на издршка од другиот брачен другар, доколку е во состојба тоа да го прави. Правото на издршка се губи ако престанат околностите во ставот 1. Брачниот другар кој злонамерно или без оправдани причини го напусти својот брачен другар, нема право на издржување. Праши го пак директорот. Да го повезам со службената кова.
Ти реков, не искам да чуем. Ако го возе в Киро, му бев како личен шофер. Писни ако смееш. Тој потроши цела цистерна државен бензин. Христе, ова е свадба, не е место да си олеснуваш совеста. Море си пели од администрацијата стисти. Какви? Удирате, а не му давате на човека да заплаче. И товара обата брачни другари. Дали го разбрате законом, млади? Надолжен од кое презиме ќе го носиш? Моето. Невесто, кое презиме ќе го носиш? Неговото. Невесто, дали сакаш да стапиш во брак со момчево? Да. Надолженесо, дали сакаш да стапиш во брак со невестава? Да. Благодарам. Врз основа на вашите изјави и законските прописи го прогласувам бракот за склучен и ви честитам. Добар ден, жена. Нашиот ден не е ништо особено, има далеку подобри. Зависта ќе те отруе. Многумина така настрадале. Јас се гледам себе си и ова топче што заслужува подобар почеток. Па добро, до кога ние ќе скапуваме во вакви подруми? Ако ставиш да ручаме, ќе ти кажам една убава вест.
Чекам. Оние два солидарни стана се уште не се доделени. Двособни по 57 квадрати. Знам. А знам и за нашите молби што со денови стојат во некоја папка. Во нечија фиока. Слушај, сега е моментот. Ќе ги обединиме нашите две молби во една заедничка и така ќе се здобиеме со нови поени. А тоа е предност. Како сакаш. Јас ти велам дека тоа е лотарија, а ние не сме со таква среќа. Не гледам кој би може да биде пред нас. Фабриката така ќе реши два проблеми, а фамилиите со мали деца имаат предност. Така е по правилникот. Наивен си. А и мене ме зарази со тоа. Будалче, ќе го бакнеме дното од списокот, а како утеха ќе ни препорача да го чекаме следното делење. Јади. Не можам. Го загубив апетитот. Што ќе им навезам една молба. Како реферат. Секогаш се загреваш за погрешни работи. Јади. На малечкава и требаа двајца здрави родители. Опа, мамајте. Слушај, вниманието ми годи, но сепак не прави го ова друг пат, ти се молам. Зошто, директоре? Па возачот треба да го почитува и вториот човек во фабриката. Да го почитува или да му се додворува, а? Да го почитува, директоре. Знам. Сакаш да оставиш пешаток на ревносен работи. Ме набедија. Не сум виновен. Мора да го слушам другарот Киро. Не му бев соучесник, само си ја вршев својата работа и си го чував лебот. Барем ти бе, Гордан, барем вие, другар Гордан, знаете. Слушај, бе, ти си огорчен на Киро или загрижен само за себе си? А што ако Киро се врати на своето поранешно место? Ако не е малку повисоко, а? Не верувам. Што треба да сторам, другар директор? Мислам, ако имате некои забелешки. Само совети сте. Не пиј додека возиш и не кради бензин од резервоарот. Матуренко, украдената хартија уште му шушка во чантана. Добро утро, колега. Здраво, момче. Ги дупчиш зидовите, а? Еве, ја изнесов дипломата да се проветри малку. Помисли некој дека сум без образование. Разбираш? Добре. Завршен економски факултет. Да. Година та и та. Роден с извор. Да, ама тога имаше само 10 предмети. Колку толку? А ти си остана среднист. Ќе те шуткаат кај што сакаат. Со платата бевме исти. Само не занесувај се. Овде си само привремено. А со ова парче хартија можеш да се сликаш. Марче, секогаш те учев, читај вестници. Таму е животот.
Јас попълнувам спортска прогноза. Тамо се парите. Читай. Конкурс за технички директор. И тоа замисли каде? Каде? Кај нас. На местото од Киро. На ова место, Марче, на ова. Што те засега тоа тебе? Колега, мрдни малку со главата. Колега, дирекцијата очекува од мене да конкурирам. Попустено ме назначие за ВД. Никој не сака да падне од конј на магаре. Просто сметкено точно. Така си е. Само да соберам уште некои документи, готово. Слушај, добро што намина. Овие материјали се за тебе од архивата. Да. Токава турканица за 2 солидарни стана. Луѓето не сакаат ефтин покрив над главата. Сакаат бесплатен. И секој смета дека неговиот случај е најважен. Уште си во таа комисија? Да. Понекогаш тоа е убаво чувство. Решаваш за нечија иднина. Може ли по едно кафенце, а? И сок. Ама јас да честам. Слушај, да го избришеме од вратата на ВД. Ми пречи веќе да ти кажам. Веднаш. Ало? Бифето? Гордан на телефон, да. Веде техничкиот. Сонја, 2 кафиња и 2 сока, ве молам. Имам странка, да. Веднаш секако, веднаш. Марче, ако сакаш да стекнеш авторитет, почетокот е најважен. Културно со секого, но на дистанца. На дистанца. Напред, Дренко. Напред, ама не оди, лизгаво е. Абе, оваа глава не е за на две носи. Кај се оние среќни вратарски денови? Же, и како електричар не ти беше лошо. Ти палеше, ти гасеше. Абе, не ми беше, ама ме тргна. Зошто? Божем сум крадел светлки. Ти? Слушај, како се снабдуваш сега ти со млеко, одамна не сум те посетил. Како? Без тебе никако. Уште си на истата адреса? Истата таму. Слушај, шо марка се тие куковчиња? Бролерчина, бе? Мајката, едни јајца на рукави, како гускини. Аха. А и се по 2 жолчки. Како дукати, жолки. Многу бај се. Гледај вамо се. Недела, значи ти си ми наред. 5 литри млеко и 2 гајби свежи јајца. 2 доста се. Да. Ова нема цена, да знаеш. Девре, затоа не го продавам. А ти мислиш малку на мене? Како не мислам. Се удај во ова маслово е ваго. Добре, ја прелистувам новата систематика. Како за пријател. Ајде, не бери га. Така те сакам. Така те сакам. Слушај, најди некој измислено место за мене. 7 помошник на магацинерот или референт за магла. Да маткам нешто таму. Ти, не си бил токму? Си изборили, бе, мајсторе, а? Како песна горештина. Така ти е. Гледај што ти е техника. 2 литри бензин на 100 километри. Што? Го купи половно? Не, бе, ново, жими тебе. Само копна во една дрва. Сакаш да се сменим, а? Не, немам положено возачки. Не, па јас немам, бе, па што? Ајде, ќе те чекам. Влечи се, сиромаштио, влечи се! Ајде!
Šta, Adrenko? Ти бе како орлине, на 7-миот кат, а лифтон никој пат не работи. Душичке, ела да видиш кој дошол. Референтот за магла. Ај не заебавај. Локаш моје млеко, кркаш мои јајца, а ваму ништо не работиш. Те, бре, па ти не лути се, не седам ни јас со скрстени раце. Намири се в едно место, во главниот магазин. Лежи, лебу да те јадам. Само некоја мува може да ти го реметира. Така. Ајде. Тоа, ама, чекај са, немој да ја тегнеш многу 6 месеци како... Бре, па ти, се ланчиште. Шо си запнал доку такви места не се освојуваат на јуриш, треба малку шах, стратегија, разбираш? Знам, ама сепак ти... Ајде ти, не ми слушај, дај. да ти поправам нешто, ако имаш... Не треба, носам штрапцига. не треба, бе, не Чабе, бе? Абе, не треба. Те знам! Само железни пари вртиш ни тоа жебовите, сите поставити си искинати. Ајде, бе, немаш ни за една ракија. Воденицо, пак почна да мелеш, а? Стар човек, бре, со искуство, ама не може да заработиш ни за гол живот. Абе, мајстор Неден! Кажи. Да ти најдам јас работа, а? Онака, приватно. Каде? Каде? Еј. Што каде, бе, каде? Приватни куќи, балкончиња, огради. Имам и апарат за заварување. А паричките течат ли течат? Може бе, ама попладни. Да, кога ќе ти седи фабриката. Абе, ќе работиме цел ден. Цел ден, ама замрзна дневница. Важи? Добро бе, тогаш во саботите и во неделите. И го пак тој. Ове во сите денови, мајстор Најден, во сите. Сакаш? Не можеме бе, будово. Кога ќе се пензионирам. Слушај, фабричкото докторче ми пишува боледување вака на чесен збор. Родни ни сме, не може да ме одбие. Добре да ја душа малку му додевам, ама наши сме си. Па, ова, мислам, ако сакаш да те препорачам и тебе, а? Бегај понатаму. Нешто почна ми смрди. Како да згазнав на лајно. И какви се нашите изгледи? Не те разбирам, зашто? Молбата за стан. Тоа. Па не ли рековме да не играме лотарија? Другарката наеднаш се загреа. Да Веникот се фаќа за сламка. Или може би реши да купиш 3-собен стан во строгиот центар, се разбира. Нашата молба е меѓу првите, постапката е во тек. Народски кажано, сармата крчка. Се надевам само дека нема да измешаат многу зачини. Конечно, овој пат тешко ќе се откачат од мене. Веди, Бубанко. Од нас, Блаже, тројца сме. Може и да го зголемиме тој број, ако се согласуваш. Па што? Нова детска смеја, нови поени за стан. Семејна математика, душа. Да? Дионисимо. Не. Диорела. Не се уште не дојде. Да, ја Мис Диор. Да. Мадам Бовари. Трампче. Шенуарче. Овели? Не ми треба бимбо имам. Немојте така, другарка Радице, па вие знаете дека јас имам шарм што ги отвара сите врати. Еве да речеме за вас ќе одбереме најубав парфем. Цвет за цветот. Оригинал, прва класа. Сепак не. Добро утро. Добро. Бутикот на Бимбо гостува и кај нас. Ќе навратам за време на пауза.
Не мораш да видиш. Може би е добро што си овде. Влези. А зошто ако смеам да знам, другар директор? Влези. Опа! Ново мебелче. Честитам, другар директор, честитам. Гледам, сте реновирале за скапи пари. Стабилизацијата е за оние во погоните, овде не важи, нормално. Молчите, а? Значи, уште едно прашање од базата ќе остане без одговор. Далеку е раскош. Најпосле се ова ќе и остане на фабриката. А тебе, трговијата добро ти напредува, нели? Која трговија, другар директор? Тоа што ќе продадам некој часовниче или мало дигитронче. Тоа е се од хумани побуди, ја што се вели им правам услуга на луѓето. Ако е тоа трговија... Трговија. Не знам зошто не и се посветиш сосем. Мислам, доаѓањето во фабриката ти одзема драгоцено време. Како молам, не да разбирам? Ако си дадеш отказ, ние на драго срце ќе го прифатиме. Повели. Што е ова? Што можам? Решение на работничкиот совет. Ќе бидеш магационер во ноќна смена. Задолжен за најситните конфекцијски единици. Мала плата, голема одговорност. Второ решение. Прво, во маслената екипа за одржување на машините, а сега да не можам око да склопам по цели ноќи. Одувам пубаво. Имам впечаток дека некој свесно го гони мојот случај. Нешто многу сум популарен во задно време. Сепак, директоре, да не ви треба нешто увозна апаратче за мерење притисок? Ти си ме поправ. А, не. Јас сум само човек што одлично го сваќа животот. Довидување, другар директор, многу ми е жал што се сретнавме. Како си имаме со најден? Како што сакам јас. Браво, што му успеваш. Мене постојано ме заебаваат некои неспособни луѓе. Дојде по одговорот? Аха. Што знам? Може би деновиве ненадено ќе се разболеш така. Проклето копиле ми насели црв во душата. Будала си, бе, мајстер Најден, будала си. Бе, сите прават така, Оди ти само со звездата начело. И мислиш дека некој утре ќе ти рече благодарам? Еве на! Добар човек си, бе, мајстер Најден, ама заостанат си, бе, заостанат. Да те жали човек со гајба. Не знам, бе, не знам. Само, јас и ти не сме месени од исто тесто. Не ми личи едно да зборувам, друго да правам. Мислиш, не гледам луѓето како се снаоѓаат? Само сега... Абе, мајстор Најден, абе, запроба. Еве, земи едно боледување од 3 дена. Па ќе видиш после што ти чини повеќе, совеста или полниот джеп.
Ти го препознав ракописот. Си испишал 3 листа од вежбанка. Само не знам зошто. Нашата молба за стан. Па не ли имаше конкурс? И ти ли ќе учествуваш? Веќе учествувавме. Дана и јас. И 5.000 сте исто ти се фаќа. Залудно си трошал хартија. Ти се знаеш однапред. Како да си видовит. Колега, нема да добиете повеќе од 30 поени. Значи, листата ти е веќе составена. А сега постојат некои пресметки. А според нив? Според нив, првите 2 места се зафатени и точка. А може ли да ги знам имињата на сречните добитници? Ќе ги прочиташ на списокот. И доста ми пречиш, не можам да се концентрирам. Се отепа од работа. Пополнили спортска прогноза. Не лути го оној што треба да го молиш. Јас не молам. Само барам она што ми следува. Молиш. Овде убаво пишува. Молба. Значи молиш. Убаво смете ги поените, зашто ќе ти ја проверам математиката. О, пардон, западен си ги најна подоста. Не, Бимбо, влези. Боже, што туку ќе си оди? Ја. Нели колега, а? Да, колега. Ќе си одам. Пак нешто продаваш? Не. Овој пат купувам. Што се чудиш? Врзана трговија, брат. Здраво, колега. Па, донесе ли? Донесов, се е тука. Документче дека мојата барака не е моја барака. Погледај. Овие харти вредат злато. Кажи му на син ти дека ќе го лапнете станот. Бре, дете. Решило да се жени. А Бимбо не би бил Бимбо, ако не му обезбеди самостоен покрив. Не заборавајме и мене. Без грижа. Бимбо има широка рака за оние што му помагаат. Ајде, да се договориме за деталите. Нема проблем. Види, маче. Еве и овие документи, приложи ги со овие. Мислам дека нема да има проблем. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добив покана за разговор во врска со распишаниот конкурс за технички директор. Вашето име? Богдан Секулов. Богдан Секулов. Да. Да. Дипломиран економист и правник. Истовремено. Истовремено, да. Браво. Додека чекав работување во заводот, успеав да го завршам и вториот факултет. Кој ви е виновен, другар? Сите сакате да останете во Скопје. А во внатрешноста се нудат толку убави работни места, токму за... Честитам! Па вашево име е на самиот врв на списокот. Ова... Каде работевте досега? Во трговија како референт за извоз. А, Не е мило што заминувам, но што можам? Секој си ја бара среќата. па да. Ова... Епа, другар Секулов, ова е место за раководител со посебни областувања. Да. За вас е разговарано на сите нивоа. Печатокот е мощно поволен. Наистина? Да, да. Благодарам. А кај кого треба да се јавам? Ке ве прими генералниот директор, другарот Јован. Тоа ви е на вториот кат, 4-та врата, лево. Да. Да, да. Ова, јас ке телефонирам на неговата секретарка да ве прими. Не морате. Не сум толку значајна личност да ме најавувате. Зошто? Може би ке бидете. Да. Пријатно. Пријатно.
гледаш како орел, да не го забележа некаде Гордан. Не сум ти јас биро за информации. Последниот месец се врткаш околу него како сателит. Па што? Се дружам со кого сакам. Ти си мислиш Гордан ќе го замени Киро? Ами како? Па лошо си проценил. На неговото место веќе е примен друг кандидат. Релативно млад човек со 2 факултета. Не е вистина. Оди и провери. Гордан веќе си ги собра хартиите. Во канцеларијата седи новиот техничар. Да ти го кажам неговото име или самиот ќе си се информираш? Јовко, ни со микроскоп не можеш да си го најдеш името. Те нема, бе, човек, те нема. Им се подкраднала грешка. Им се подкраднала грешка. Рекол дека имам најмногу поени. Имаш. Еве, на, читај. Првиот стан му се доделува на Пандил Алексов. Ет. Добро, за него немам збор. Ама гледај, вториот, на. Му се доделува на Бисерко Петров. Бисерко Петров, кој? Како кој? Добре, Бимбо, нашиот Бимбо. Бимбо? Да. Па тој има. Има. Барака со доградба. Дворец. Сум бил кај него, знам. Му праве балкончиње. Круме, каде сум јас види? Каде си? Еве, овде си, бе, брат, овде, на. Си најдели, си фатели врски, кажи ми, а? Си фатели? Не си фати, па, сега на здравје бричење. Слушај, ќе ти кажам нешто. Ова е масло на оној Марче, дембелот. Ти текна? Ај, здраво. Слушај, старо. Ништо не си чул од мене, еј. Се разбравме? Ај, здраво. Здраво, Гордан. Здраво. Заведи го ова во книгите и испрати го подитно каде што треба. Пак нешто се жалиш. Што е сега ова? Писмена жалба за неправилно доделен стан. Ете тоа. На сите нивоа ќе барам да се растури таа комисија за што не си ја врши работата. Поправо ја врши само криминално. Андре, блаже. Седи, затоа си дојден овде, да се одмориш. Ме распоредија директоре, внатрешни резерви. Слушај, Денко, оној што почнал да шета низ погоните, не знае каде ќе го остане утрешниот ден. Тоа му е судбината. Пушењето е забрането. Не разбирам сега каква врска има тоа со мене. Едно момче од каачницата заминува за во армијата. Ете, имаш добри изгледи да го замениш. Тоа е место со ниска школска подготовка. И турка школичка. Тешко ќе ме мрднете одовде. Имам решение. Само предлогот е мој. А сето друго ќе оди преку работничкиот совет. Како оној пат. Ама упорен човек. Од нас како главна комисија вработените очекуваат некакво резиме за состојбите во фабриката. Не само тоа, и некакви смерници, каде понатаму, како понатаму. Тоа...
Јас стојам за она што го реков. Најважен е правилникот за планирање, реализација и пласман на производството. Тука сме тенки, другари. До сегашните акти има недоследни решенија, работи одмерени одоко, нестручни согледувања. Некој некому му ја крои шапката без да му земе мерка. Не, дури тогаш, по донесувањето на новиот правилник ќе можеме да донесеме конкретни решенија во тековното работење. Да ги согледаме грешките. Јас, другари, ќе го кажам ова. Еве, мене ме турнаа како член во оваа комисија. Но право да ви кажам, многу малку знам за својата околина. Па како да ги застапувам овде кога не знам што се случува таму? Еве, се случува да закажеме работна единка. Половината доаѓаат, другите нигде ги нема. А после, знаете, озборуваат се и се што по пушињата. Точно. Нашиот работен човек се жали кога за нешто не е информиран. А кога ќе го повикаш да се информира, ги крева рамениците. Не сека да гледа подалеку од својата машина. Да, чувме интересни согледувања. Мене ме задолживте да го подготвам завршниот материјал со кој ќе излеземе пред собирот на работните луѓе. Јас би додал уште една суштинска точка. Предлог за нова систематизација на работните места во нашата фабрика. Секој да си дојде на своето вистинско работно место. Според квалификациите и според резултатите од трудот. Тоа е добро. Јас се согласувам со тоа, но да не остане само на хартија и да не се завлече тоа со години. Чекај, јас не сум за тоа. Не знам како ќе се изјаснуваме, но сакам чиста ситуација. Молам да гласаме. Крене рак. Кој е против? 4:1, значи се прифаќа. Јас сум категорично против. Молам да влезе во записник. А од кои причини ако може тоа да се знае? Не може да се знае, другар Јовко, не може. Единката има право на спротивно мислење. Се разбира. Инаку ние би била единствената хармонична комисија. Другари, бара ли некој збор? Јас. Барам да се преиспита правилникот за доделување на станови. Затоа што си лично засегнат. Ова е приватизација. Протестирам. И јас отпаднав од тој список. А Стан ќе добие некој што не заслужува. Видите, конкретно за мојот случај, јас бев одбиен едногласно. Но знам нешто за побудите на другарот Марче. И што е со совеста на другите двајца членови од комисијата? Другари, нормативите за бодување се навистина смешни. Ги составиле оние на кои тоа им одговара. Комисијата беше во посета кај мене, но не знам дали ги посетила и другите членови, и другите кандидати. Не знам, јас сум убеден во тоа дека не ги посетил. Постојава лична приватизација и лична приоритетна листа. Тоа е игра со општествени средства. Добро, во ред. На собирот ќе отворам дискусија и по тоа прашање. Ако реши мнозинството, целата постапка околу становите почнува одново. Другари, ние... Може ли како итен случај? Што ти е, бре, Трајан? Паднав. Повреда на работно место. Пак си паднал на некои маникирани ногти. Чекај да видам. И која ти изгребала вака стручно да и се позлати раката? Чекајте, имам пациент. Добро. Почекајте, пациенти. Не го знаеш што, тетка Стивки. Реумата ги зафатила и другите зглобови. А пиемо дапчињата што ми ги дадовте. Тие се помалку ќе ти делуваат. Ќе треба да одиш на бања. Па бев на бања. 10 дена фабриката ми плати. Кога? Лани? Годинава ќе треба да одиш пак. Нема да сиромаши фабриката, нема геле. Знам, ама не сум само јас, има и други жени. Тешките случаи имаат предност, тетка Стевка. Ево, ова ти е мојата диагноза и препораката. Земи картонот, дај го на сестрата, нека ти го заведе. Добре. И да ми се јавиш со разгледница. Ајде се здрави. Ја се здрави.
Kvačka, moraše li da ne vidim? Zdravo, Stefke. Ki sediš? Ne, ja se pregledam. A vi dvajica te najednaš, a? Pušti ne, tetka Stefke. Ne napadna nekakav grip. Afrikanski, azijski, od Grenlanda, ti znam kakov. Ama... Iski od kaspanja, ja ti kažem pravo. Kaži mi, majstor Najden. Ne kuvajte se na vreme, a nekako mene. A ti, na što se žališ? Reuma, kluka, pustinata me zapusti denje i noće. Ušte dvajica, majstor Najden, pa nijesme. Abe, olabaj se, pa ti će vidiš deka doktor ote zlato čovjek. A plus to i rodmini sme, od 2 sestri deca. Abe, krv ta voda ne bidova, majstor Najden. Majstor Najden, će mu barame bole duvani za 3 dana. I to ušto od jutre. Ti teknuva, a poslije odime v otpad da kupi me železo. 4. Slušaj, počnuva me so balkon na 3. otkat. Ajde, bate kruga, ja sredi rabotat, aj ti, kućate evo kozle. A? Jes. Nekako najednaš ozdrave, sjoda. Nemoj taka, bre, majstor Najden. Nemoj taka, pa nali se dogovorivme. Lud sam, Krume, mnogo sam lud. Ama na sebe si. Kako dozvoliv da me dovedeš ovdje je batija, glavata je batija. Dobro, kako što sakaš. Ja s čojama si se pregledam. Kalebe? Ajde. Znači, ovo je toj sporen napis, a? Direktan je, nema zbora. Обвинуваш се надевам со факти. Направив увид во работата на комисијата. Има 7 приговори за неправилно доделен стан и обид приговорите да се прикријат, да се лажираат како ненавремени. Кој се жали? Кој? Оно Јовко? Оно искапаниот? Што сака да лапне стан пред пензија или Блаже, што збеснат како сожени? Не, другари, јас оваа работа ќе дадам на редовен суд, така да знаете. Судот се интересира и за поднесување лажни документи. Например, како може човек да се прогласи за подстанар во собствената куќа? Директоре, вие го поддржувате овој вообразен литерат, ама еден ден и вашето име ќе осамне на првата страница, а од текстот ќе добиете чир во стомакот. Чир веќе имам, но трпението ми се потроши. 30 години војувам во мирно време со разни бимбовци, мативоди. Бројот веќе беше во печат кога дојде последната вест. Нешто ексклузивно. Комисијата за станови се расформира. Секи се решава одново. Нели? Од тебе човек нема што друго да очекува. А што се однесува до вас, другар директор, еднаш ме прашавте дали ќе се дадам отказ. Не давам зинает. Уште долго време ќе го гледате моето име на платниот список, така да знаете. Во екипата за одржување на машините или како ноќен вратар? Не е битно каде. Битно е ова. Ако сакате се да расчистите, ќе ви треба багер. Вие сте идеалист, другар директор. Мислите дека луѓето се поправаат преку ноќ? Јас не мислам така. Впрочем, времето ќе каже кој е во право. Кое време? Она што го покажуваат твоите шверцувани часовници. Ајде, Марче. Јас ви реков, секое чудо за 3 дена. Се надевам ова чудо ќе трае подолго. Одобро е 100 пригодни уводници. Само продолжи така, остро и со факти, без пардон. Имиња и фотографии. Конечно, не сме малолетници, па да се служиме со иницијали. Здраво, мајстор Неден. Работиш, а? 3 дена боледување. Воздушна бања на 3-тиот кат од една куќа
со бонсак од враце. И, што ми стана, а? Гледаш, на, ништо. Само што заработив половина твоја плата. Ja presoli, momče. Ja presoli. Slušaj, ja ti go dadov zanat od vrace. Trebaše i nešto drugo da naučiš od mene. Што, бре, што? Дека честност еден ден ќе стане ред камана, а? Баре, ако сакаш, оди, пријави ме. Пријави ме. Ама ба те круме, не остава докази за себе. Доста, доста! Запри, момče. Или барем смири се малку. Слушај, во фабрика Баврие ги бараат и ги именуваат неработниците. Слушај, ке те закачи стапот, да знаеш. Те учев, ама бадијала. Не видува човекот те, не видува. Ринтај како вол. Само не ми е јасно како не можеш да сватиш дека тоа што го добиваш не е плата, туку социјална помош. Васили, слушаш ли, Гордане? Старци ја водат фабриката. Оној пајак, директорот Јован, не го поместува газот од фотелјата и не заебава сите. Што се случило? Па тоа, ќе ти изберат во некоја комисија, а потоа ти убираат клоцав газ. И со каков образ ќе излезам пред луѓето кој ти направија одредени услуги, а ти им допише некој поен, а? Да речеме, соработував со нив. Добро, за тоа стана збори на собирот на работни луѓе. Ти беше болен. Не. Односно ги бойкотираш сите состаноци. Имаше некое смешно гласање. Попладнева физкултура со прстите, што ли? И сега? И сега нова комисија, нов правилник за бодирање и ќе пукне како шлаканица. Тешка е работничката рака. Ќе ти остане црвенило. Аби што си играш со возрастните кога си недораснат? Пропадна како технички директор. Што сакаш сега да бидеш? Може би советник, а? Марче, не се чепеј со мене. Знаеш дека ти ги знам сите тајни. Завршен економист. Такви како тебе има да ги ринеш со лопата. А овој фалсификат закачи си го в нужник. Лесечо, мало. Убаво тоа. Бубе. Значи реума. Да, како да. Четврт век работам со прстиве. Па после оние бањи немаше подобрување? Можам пак да одам, знаеш. Бесплатно. На сметка на фабриката. Нема бе. Се е во ред. Дори куперот го спакував, но после се размислив. Зошто? Некако ми е срам. Јас би била првата жена што два пати едно по друго оди на бањско лекување. Полека. Не сум учена така. Да се двојам од другите. Што е, бабе? Што е? Треба да прифатиш. Не, веќе одбив. Еве, земи. Веќе одбив. Кој ќе се оди групно, пак ке размислам. Сама не одам. Шо знам, некако и сето тоа ми личи на некаква милост. Блаже, тоа би го нарекол грижа за работниот човек. Грижа. На човекот треба да му се помогне додека е здрав. Се друго е лук и вода. Знам. Море, Сио, беби. ситен песок, сонцето блеска. Сум го видела тоа на разгледница. А со мојава плата се одили? Ништо. Види кој дојде, мајка. Добар ден. Добар ден.
Што е ова? Како сте? Да не доби пари на лотарија? И повеќе од тоа, Кукло. Ти го дадоа клучот. Станот е конечно наш. Од подот до таванот. Нас е ова аеродром 57 квадрати. Честитам, деца, сега ќе се средите. Што е било? Што? Да се почестиме. Слободно. А Јовко, нели имавте ист број поени на новата листа? Да, тој се откажа во наша полза. Вели, каде што чекав 3 децении, ќе почекам уште една година. До следната распределба. Тоа сосема личи на него. Кога ќе го сретнам, не ќе знам како да му благодарам. Смисли побргу, Кукло, тие само што не пристигнале. Најден Петар и Јовко ги поканив да се почестиме малце. Одлично, детка Стевка, ти ми помогнеш? Како Кажи ти не? земја маличка. Земи. Ајде, бубенце. Ајде, оди ке натре. Слушай, донеси ти. Еве ни. Ајде, биде. Скренеме малку. Да, Бубенце, кога ќе се селиме?